Добар ден. За днес оставаме уште една работна неделна исполнета со интересни содржини. Во најновото издание на Саботна хроника ќе се навратиме на дел од нив, а ќе се задржиме малку повеќе на новитетите кои ги предлага Сдруженијето Ајде Македонија за намалување на сиромаштијата и гладот. На самиот почеток на Саботна хроника следува информација за пролетната акција за засадување на дрва низ Скопје. Во така наречената пролетна офанзива на повеќе локации засадени се околу 4000 садници. Покрај булеварот 8 септември беа засадени 42 висококвалитетни садници јавор, а во средишната жардиниера на булеварот беа засадени 20 садници бреза. Со ова засадување заврши пролетната акција на градот Скопје за зазеленување на главниот град. Градоначалникот Петре Шилегов информираше дека оваа пролет заедно со општините се насадени над 4000 садници висококвалитетни листопадни дрвја, а есенва се планира садење на уште 8000 садници со што градот ќе ја заврши годината со над 10.000 садници, а заедно со општините се очекува да се доближи до бројката од околу 20.000 садници. Шилегов додаде дека влогот во животната средина влијае на здравјето на граѓаните. Зазеленувањето останува на врвот на листата на приоритети на новата градска администрација. Ќе искористиме пролета да го обновиме изгубеното зеленило и да обезбедиме на нашите сограѓани повеќе чисти, квалитетни зелени површини. Борејќи се за секој сантиметар на слободен простор, излегуваме од рамката на садење дрвја на јавни површини и садиме 40 листопадни садници во дворот на Центарот за рехабилитација во Капештец во текот на денешниот ден со цел да им обезбедиме на нашите сограѓани повеќе зелени површини. На денешното засадување на дрвја присуствуваше и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, кој истакна дека во изминатите денови на територија на Карпош засадени се вкупно 155 висококвалитетни дрвја. Двајцата градоначалници изразија подготвеност за така наречената зелена офанзива да продолжи понатаму. Од општина Карпош додаваа дека една од приоритетните цели на локалната самоуправа е зголемување на зелените површини во Карпош. Засадувањето садници ќе придонесе за почиста животна средина, а и возењето велосипеди ја има истата цел. Покрај индивидуалниот бенефит на секој велосипедист и градот ќе биде поубав ако наместо автомобили се возат велосипеди. Токму затоа градот Скопје и општините Карпош и Центар даваат субвенции за купување велосипед. Како една од мерките за унапредување на велосипедскиот сообраќај во Скопје и да се поттикнат што поголем број граѓани да користат велосипед како превозно средство, актуелни се субвенциите за купување нов велосипед. Оваа мерка прва е започна општина Центар во 2014 година, кога ги додели сите планирани субвенции за 850 жители на Центар, кои искористија оваа мерка. За разлика од општина Центар, градот Скопје оваа мерка за субвенционирање започна минатата година, а субвенционирањето продолжува и годинава. А од оваа година за прв пат и општина Карпош се приклучува кон оваа мерка. Јавниот повик во град Скопје веќе е во тек и граѓаните може да аплицираат, а јавниот повик на Карпош ќе биде отворен на 26 април и ќе трае се до исцрпување на средствата, за разлика од повикот на град Скопје, кој ќе трае заклучно со 31 август оваа година. До градоначалникот на град Скопје често се упатуваат критики дека годинава се намалени субвенциите од максимум 4000 денари, колку што изнесуваа минатата година, на максимум 3000 денари за оваа година. Од градот информираа дека во буџетот е предвидена иста сума како и минатата година, односно 10 милиони денари, и субвенционирање на 50% од вредноста на велосипедот. Со тоа што годинава се намалува максималната сума која може граѓаните да ја добијат од 4000 на 3000 денари, со цел што повеќе граѓани да искористат можноста. Општината Карпош пак со јавниот повик кој ќе биде објавен на 26 април ќе доделува субвенции во висина од 30% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари. Условите кои треба да ги исполнуваат барателите се исти, односно треба да се поднесе барање за надоместок, копија од лична карта и трансакцијска сметка и оригинална фискална сметка. Со оваа мерка се опфаќаат сите жители на општина Карпош, при што општината ќе субвенционира 30% од сумата на велосипедот до 3000 денари до исцрпување на средствата предвидени во буџет. За сега се одвоени 300.000 денари,
со тоа што она што јас го гледам во моментов е дека граѓаните нестрпливо ја очекуваа оваа мерка, така да ако имаме сериозен интерес, веднаш на идниот ребаланс на буџет во јуни или јули месец ќе одвоиме драстично поголема сума. Дополнително во наредниот период како општина ќе работиме и на обезбедување на инфраструктура со цел велосипедистите да можат побезбедно и побрзо да ги користат велосипедите во општината. Со оглед на тоа што граѓаните од Карпош може да аплицираат и во општината и во градот, услов ќе биде да се достави оригиналната фискална сметка, за да не може едно лице да аплицира и на двете места. Истиот случај ќе биде и со општина Центар, откаде што не информираат дека во месец мај, 5-та година поред ќе доделуваат субвенции за набавка на велосипеди, под истите услови, како и минатите години, и ќе се субвенционира 30% од вкупната сума на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари. Од велосипедскиот се селиме на автобускиот превоз. Граѓаните на општините Шуто, Ризари и Сарај се жалат на нередовен и неквалитетен автобуски превоз, а решение на нивните проблеми бараат во градската власт. Град Скопје најавува изградба на канализациона мрежа во општина Шуто, Ризари, пошто ќе следува и реконструкција на една од најоштетените улици во Скопје, Индира Ганди. За ова денеска информираше градоначалникот Петре Шилегов на советнички прашања, запрашан зошто не се инвестира во подобрување на патната и канализационата мрежа во Шуто, Ризари. Жителите на оваа скопска општина поради дупките на улиците сега мака-мачат и со јавниот транспорт, бидејќи како што велат советниците од опозицијата, возачите одбиваат да возат до последната автобуска станица на броевите 19 и 20. На ова, градоначалникот Петре Шилегов потврди дека е запознаен со проблемот и дека очекува негово решавање, најдоцна откако ќе биде реконструирана улицата Индира Ганди. Приватните превозници и нејавното сообраќајно предпријатие одбиваат заради лошите услови на патот да автобусите ги движат онаму до каде што се предвидени. Очекувам дека тоа на минато неделя, пред 2 недели што го имам состанокот со приватните превозници, разговарахме, подобрени се условите да можат да продолжат да возат до крај, до поранешната, односно до последната станица на автобусот 19 и 20. Во секој случај тоа како најлоша варијанта ќе се случи после реконструкцијата на улица Индира Ганди. Јас инсистирам и од нив, доколку добиам извештај дека се уште не се движат до крај, постојат услови кои што нема да доведат до оштетување на автобусите, да го продолжат движењето на автобусите до последната станица. Овие жители на Скопје се жалат дека автобусите се нередовни и бараат почеста фреквенција на автобуски линии, како би можеле полесно да се поврзат со градското подрачје. На ова Шилего вели дека не е доволно само барање од страна на граѓаните, туку потребно е да се направат и анализи за исплатливоста на евентуално поголем број на автобуси на овој потек. Не можете вие по барање на граѓани индивидуално да вршите зголемување, односно намалување на возниот ред. Возниот ред е нешто што доаѓа како посебна анализа и студија која што бара посериозен период за да ги утврдите потребите на граѓаните, односно нивното гравитирање и фреквентност, за да може да го утврдите вистински дневниот ред, вклучително и селата и Љубин, и Буковиќ и Шишево, кои што ги споменавте. Анализите што се прават во моментот за потребите за транспорт на град Скопје ќе го дадат точниот одговор, воколку се појави потреба, стои градот на располагање, односно јавното сообраќајно предпријатие да ги зачести тие автобуски линии. И по 2 недели од трагичниот настан во кој дете беше прегазено пред училиште во Ѓорче Петров на улицата Борис Сарафов, иако беше ветено, се уште не е поставен семафор. Граѓаните прашуваат зошто, а градоначалникот се оправдување дека поставувањето на сообраќајна сигнализација не е во надлежност на град Скопје. Советниците од ВМРО ДПМНЕ го обвинуваат градот Скопје зошто досега не е воведен посебен сообраќаен режим на улицата Борис Сарафов во општина Ѓорче Петров, каде што пред извесен период беше прегазено 10-годишно дете. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов одговори дека кога е безбедноста во сообраќајот во прашање, градот Скопје нема никакви ингеренции. Меѓутоа во предизборната кампања Шилегов им ветил на граѓаните од овој дел на Скопје дека ќе се превземат конкретни мерки за подобрување
подобрување на безбедноста на улицата. Како што појасни градоначалникот Шилегов, улицата Борис Сарафов од страна на МВР има одобрен проект за посебен сообраќаен режим и, како што рече тој, за жал токму на денот кога се случила сообраќајната незгода, а градот не е тој каде што ќе посака таму да постави семафор. Во моментот кога беше одобрен проектот за зголемување на безбедноста на таа улица, меѓу другото подразбира и поставување на ограда на излез од училиштето, поставување на семафор, поставување на поинаков начин на сообраќајни ленти. Значи цел проект кој што го има изработен од ДК сектора за сообраќај, кој што го имаме доставено до Министерството за внатрешни работи, а кој што започна да го изведува улици и патишта. Требало да се распрашате, да знаете како се воспоставуваат или како се поставуваат светлосни сообраќајни знаци, така наречени семафори, дека мора да се помине низ една процедура, која што процедура градот ја има започнато уште во декември месец минатата година. Значи уште во декември, мајќи во предвид тоа што сме го разговарале со нашите сограѓани од улица Борис Сарафов, ние согласно тоа ветување сме влегле во изработка на проект за зголемување на безбедноста на сообраќајот. Зошто некој ја извел улицата без да води сметка за основната безбедност и навиките на живење и на дечињата таму, меѓутоа и на жителите на улица Борис Сарафов, и ја извел улицата во таков профил, без притоа да води сметка за безбедноста на тие граѓани, да и при градбата го воспостави сообраќајниот режим, се извинувам, малку ви е задоснато прашањето. Во рамки на безбедноста на пешаците, Шилегов додаде дека и понатаму ќе продолжи акцијата за поставување на заштитни столпчиња во градот. Интересот за патување на водно со автомобил не се намалува и покрај воведувањето на висока цена на билетот за паркинг. Дел од граѓаните се жалат на одлуката на градот за 1 час паркирање да се наплатува 100 денари. Но одговорот од градската власт е дека постои и алтернативен автобуски превоз кој е бесплатен и може да го користат сите граѓани. Не стивнуваат реакциите околу паркирањето на средноводно по забележаната фреквенција за време на изминатиот викенд што можеше да се види на водно. Советниците од опозицијата во градот Скопје сметаат дека мерката со паркирањето на А0 зоната не е добро измислена. Велат дека граѓаните кои сакаат да отидат на водно со автомобил за да се паркираат на А0 зоната може да се случи да не најдат слободно место за паркирање, па така треба да се вратат назад за да се паркираат на катната гаража. Со тоа ќе поминат многу пат, така што граѓанинот ќе направи дополнителен трошок на своето возило. На ова градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов одговори дека некако се заборава бесплатното возење со градскиот превоз. Шилегов рече дека во моментов на водно постојат два режима. Скапото паркирање на средноводно во А0 зоната се одвива исклучително во часовен период и тоа во текот на викендите и за државните празници кога е зголемен интензитетот на сообраќај кон водно. Додека трае скапиот паркинг, граѓаните можат бесплатно да се паркираат кај Цветен пазар или катната гаража кај Рамстор и да го користат бесплатниот превоз бесплатно до средноводно. Значи на водно, освен со автомобил каде што плаќате скап паркинг затоа што сакате да се луксузирате да отидете со автомобил, можете и да отидете користејќи ги услугите на јавното сообраќајно предпријатие бесплатно. Затоа е скап паркингот. Затоа што постои бесплатна алтернатива. Во варијанта кога нешто ви се нуди бесплатно, а вие сепак сакате да користите автомобил, секаде се плаќа. Ке се плаќа и во Скопје. Инаку граѓаните може да се возат бесплатно до средноводно со автобусот на јавното сообраќајно предпријатие Скопје со број 25Б, на кој почетната станица му е кај Нова Македонија. Втората линија за бесплатен автобуски превоз за време на викендите и државните празници е автобусот со број 25А, кој тргнува од станицата кај Рамстор, додека редовната линија која сообраќа со број 25 тргнува од транспортен центар, а бесплатно возење нуди само за викендите и државните празници, а другите денови билетот се наплаќа по редовна цена. Немногу одамна викендите, младите родители со деца или баби и дидовци ги користеа за посета на Луна паркот во Скопје. Иако одамна изградени со стари реквизити, предизвикуваше радост кај најмладите.
Сега Луна паркот е затворен, а не постојат ниту најави за негово брзо пуштање во употреба. Па така Скопје и понатаму останува единствена метропола во Европа и регионот која нема забавен парк. Градоначалникот Шилигов е дециден, пари за Луна парк нема. Пренаменати се за пробивање улица во Газибаба. Пред точно една година започна изградбата на новиот забавен парк во Скопје, кој требаше да биде готов до крајот на 2018 или почетокот на 2019 година. Паркот требаше да се простира на површина од 25.000 метри квадратни на истата површина како постојниот Луна парк. Но наместо новите 27 реквизити, меѓу кои требаше да има 3 адреналински реквизити, 6 семејни и 18 детски, Луна паркот останува празен и затворен за посетители. И тоа малку што го нудеше на децата, сега го нема. Изградбата на нов забавен парк е блокирана и не се знае дали и кога ќе продолжи. Советниците од опозицијската партија во Советот на град Скопје го обвинуваат градоначалникот Петре Шилигов за стопираната изградба на Луна паркот, на што тој одговара дека Скопје нема да добие забавен парк, токму поради нивна вина. Како што образложи Шилигов, средствата наменети за изградба на Луна паркот се пренаменети за пробивање на улицата 518 во општина Газибаба, како алтернативен коридор на делница со булеварот Асном. Именно според тврдењето на градоначалникот, советниците од Советот на општина Газибаба не ја изгласале одлуката за пробивање на улицата и со тоа создале проблем за експроприација. Тие пак тврдат дека доколку ја изгласале одлуката за пробивање на улицата, ќе придонеселе 15 семејства да останат на улица, бидејќи живеат во нелегализирани куќи, за кои немало да бидат обештетени. Ако се зиме предвид фактот дека двата проекта се комплетно различни и се однесуваат на различни сегменти од урбаното живење, се поставува прашањето: од каде доаѓа одлуката токму со пари предвидени за забавен парк да се гради улица? Ова прашање го поставивме и до град Скопје, од каде што ни одговорија дека одлуката се уште не е ставена на гласање, но приоритет се дава на инфраструктурата пред забавата и рекреацијата. Ниското мнозинство во општина Газибаба, кое што го сочинува ВМРО ДПМН, одби да го склучи овој договор за меѓуопштинска соработка помеѓу градот Скопје и општина Газибаба за превземање на улицата 518 и проектот на изведување на булеварот Асном со изградба на мостот да го чини овој град околу 8 милиони евра. Одбивањето, а јас нема да дозволам да стои градот во место, предпоставува заради различноста во проектирањето и не смеењето да се губи време, односно некој, за жал, свесно сака да го кочи развојот на градот Скопје, таквото одбивање нас како администрација ни наложи да се вратиме на проектот кој што е предвиден во генералниот урбанистички план. Заради таквото одбивање, наместо да вршиме експроприација на 13 до 18 објекти, градот во моментот е во постапка започната, бидејќи се испроектира. Не можеме ние да стоиме. Се испроектира. Градот во моментот е во постапка да врши експроприација на околу 120, наместо 15 објекти. Трошоците на изведба на проектот на булеварот Асном низ Керамидница во општина Газибаба, каде што ВМРО ДПМН одби да го гласа договорот со градот Скопје, нараснаа за 8 милиони евра заради одлуката на ВМРО ДПМН да не го поддржи проектот за превземање на улицата 518 и пробивање по таа траса на булеварот Асном. Јас, како градоначалник, сметам дека заради развој на градот поцелисходно е да го развиеме градот во тој сегмент што е каде што луѓето живеат во керпиџи субстандардно. И ова ќе биде можност да дојде до зголемување на вредноста на нивните објекти. Значи, градот Скопје нема средства да го реализира Луна паркот заради тоа што ВМРО ДПМН во Советот на општина Газибаба одби да гласа за пробивање на булеварот Асном по трасата на улица 518 и ние 8 милиони евра заради негласањето на ВМРО ДПМН во Советот на општина Газибаба мораме да ги потрошиме за експроприација наместо за Луна парк. Ги прашавме и граѓаните дали на Скопје му недостасува забавен парк и каде ги носат децата да се забавуваат. Каде ги шетате вашите внуци наместо во Луна парк? Па, наместо во Луна парк. Да. Само во парк. Само во парк. Исклучиво. Бидејќи ми е најблиску од домот кај што живееме.
Дали ви недостасува Луна паркот во Скопје? Па еве, овој пат и специјално дојдов да видам докаде е Луна паркот. Многу недостасува. Бидејќи ние како дедовци имаме и внучиња и освен паркот да ги шетаме и овие 3 љулјашки што постојат и 2 лизгалки, Луна паркот многу недостасува. Дали недостасува Луна паркот? Игралишта некои многу недостасува за дечињава, да. Каде го шетате детето наместо во Луна парк? Наместо во Луна парк, во стариот дел од градскиот парк. Дали недостасува Луна паркот на Скопје? Па да, подсетува на детството, би сакала и моето дете да го искуси тоа. Да. Каде ги шетате внуците наместо во Луна парк? Тука низ парк. Дали недостасува Луна паркот на Скопје? Многу. Ја, мојата внука, тука ги пораснав и тоа сте втори и третиот дел. А право Луна, ќе си идеме Луна парк, ќе се извозем и се знаеше една количка, една возење и после до трети па уколе, тука ги пораснав, значи у парк. Иначе близко живееме и нај. А овде многу се лутам што направи онде лулешки до колите кај што се паркират на децата. Како не ги однесува вториот дел на чист воздух, он направи лулешки онде, а колите сите и паркират и што бензин да се гълтат. Тоа ми е многу криво, да, кој ќе поминам, кој ќе ги видам, ми е тешко да ви кажам искрено. Требаше у вториот дел, па на чист воздух, сите дечиња, кои се за Луна парк, кои се за таму, а не онде у паркин, од општината што се паркира. Дел од граѓаните како алтернатива ги посочија и вртелишките поставени на кеот на Вардар и пред Министерството за надворешни работи, за кои градот Скопје неудамна исто така најави дека ќе ги отстрани, а како причина ја наведе несоодветната локација. Поради тоа тие ќе се носат на нови локации, односно се размислува да бидат поставени во паркот во Чаир и во паркот на езерата во аеродром. Нашата камера го посети Луна паркот, каде што забележавме градежни активности, за кои дознавме дека се прават со цел да ни се уштадат веќе започнатите градби од првичната изградба на паркот. Досега од планираните 27 реквизити набавени се само 7, кои градоначалникот Шилегов одбива да ги пушти во употреба, бидејќи според него 7 реквизити биле премалку за забавен парк. За сега, Скопје останува единствена метропола во Европа и регионот, која нема забавен парк. За самиот крај на саботна хроника го оставивме прилогот посветен на 450.000 лица во Македонија кои не можат да си дозволат 3 оброци на ден. Од друга страна, илјадници тони храна завршуваат на депониите. Дали наместо на депониите оваа храна ќе заврши кај гладните, като знаете од прилогот во продолжение. Еден од 5 македонци се бори со немање храна, а 450.000 лица во Македонија не може да си ги дозволат сите оброци во текот на еден ден. Причината за гладувањето не е во недоволни количества храна во земјата, туку во начинот на кој што е организирано, односно неорганизирано собирањето вишок храна во Македонија. Илјадници тони храна завршува на депониите, наместо добро складирана и одбрана да отиде кај оние на кои им е непотребна, односно кај луѓето што храната за нив представува луксус. Гладувањето не е проблем со кој се соочува само Македонија, но значено е тоа што во Македонија работите започнаа да се движат во позитивна линија, но сепак треба многу повеќе за да се реши овој проблем. Во насока на намалување на оваа висока бројка лица кои гладуваат во Македонија, започнува да функционира систем за донирање и дистрибуција на храна до граѓаните на кои им е потребна, наречен Сите Сити. Овој систем за почеток ќе започне да функционира само во Скопје, а од следната година ќе се прошири во другите градови низ Македонија. 14 граѓански организации преку веб платформа ќе бидат поврзани со бизнисите и донаторите за видот на храната и количините, кога може да бидат преземени, транспортирани и дистрибуирани до лицата кои имаат потреба. Всушност ова е индиректен систем на донирање, односно во овој момент додека немаме повисока свест во Македонија, посилни контролни механизми, да Македонија донирањето на вишок храна ќе биде преку посредници, овие посредници се граѓанските организации кои што имаат различни видови на социјално загрозени граѓани, од бездомници, жени жртви на семејно насилство, лица со пречки во развојот и така натака. Значи тоа се од околу 13.000 граѓани кои што ние ги идентификувавме на територија на град Скопје, кои што се надеваме дека ќе успееме да ги
да стигне оваа помош до нив. На почетокот по 2 оброка дневно ќе бидат обезбедени за 1000 лица, а целта е да се развива овој систем и што поголем број донатори и лица да бидат вклучени и храната наместо да се фрла, таа да оди на вистинското место. Донатори може да бидат производители на храна, дистрибутери, угостители и пекарници на кои им останува огромна количина храна. Но поради неразвиен систем и начин таа да се достави во рацете на гладните, таа завршува во отпад. За да биде овој систем одржлив, треба да се зголеми свеста кај луѓето и што повеќе донатори и граѓански организации кои ќе ја презимаат храната од донаторите, да се вклучат се со цел што е можно повеќе да се искорени гладувањето кај луѓето. И како што најавив на самиот почеток на Саботна хроника, денеска ќе се задржиме на темата глад и сиромаштија. Новиот систем Сите Сити, кој има за цел да ја дистрибуира храната до граѓаните, ќе започне наскоро да функционира. А деталите за системот ќе ни ги соопшти нашиот денешен гостин Блажи Осиповски од Ајде Македонија. Добар ден и добро ни дојде во емисијата. Фала на поканата. Она што секако најнапред ќе ги интересира нашите гледачи, сите граѓани на Македонија, е тоа како би функционирал овој систем, како го смисливте и што може да очекуваме од истиот? Значи, ова е индиректен систем за донирање, односно, всушност представува поврзување помеѓу бизнисите и граѓанските организации, односно, од донацијата кога ќе пристигне од бизнисот кај граѓанската организација ја предава на нивните корисници. Овие корисници се од различни категории. Тука имаме бездомници, имаме деца на улици, имаме лица со посебни потреби, значи најразлични социјално загрозени категории на граѓани кои што преку граѓанските организации ќе ја добиваат оваа храна која што им е навистина потребна. Така, станува збор за голем број луѓе кои што имаат потреба од храна, навистина застрашувачка бројката, повеќе од 450.000 граѓани не ги добиваат сите оброци во текот на еден ден. Ова како го објаснивте делува едноставно, меѓутоа колку во практика може да се изведе целата оваа поврзаност, оваа мрежа, дали ќе биде лесно да се функционира? За да овој систем функционира, ние веќе подолг период и се припремаме за таа цел, всушност и правиме напори за носење на закон за донирање на виша храна. Од друга страна развиваме транспортна и дистрибутивна мрежа, развиваме веб платформа каде што на лесен начин бизнисите поставуваат одредена храна, при што потоа се прејавуваат граѓански организации да превземат оваа храна. Развивме кампања за подигнување на свеста, која што под насловот Сите Сити со поддршка на Publicis и секако подигнување на капацитетите на граѓанските организации кои што во постојан тек се случуваат во смисла на знаење, на ресурси, за да бидат подготвени да подигаат оваа храна. Така, може ли да ни кажете кои се оние, дали станува збор за компании, дали за угостителски објекти, дали за маркети, кои најмногу фрла храна? Во Македонија фактот е дека најмногу фрлаат храна домаќинствата, но доста најголем дел од храната, бидејќи Македонија е земја кај што произведува голем број на земјоделски продукти, во земјоделското производство се најголемите вишоци кои остануваат, но тука секако имаме храна од ресторани, од дистрибутери, од супермаркети. Во овој систем сите ќе имаат можност да се вклучат, секако вид на храна е добре дојдена, бидејќи во мрежата имаме и кујни, имаме и дневни центри, имаме организации кои што даваат месечни пакети, значи различни видови на храна ќе треба да задоволат различни потреби на различен вид на корисници. Така, велите ќе се пријави храната, ако добро ве разбрав, ќе се пријави храната на веб портал, па потоа ќе може да се појави или заинтересиран кој што ќе ја земе, ќе ја дистрибуира, меѓутоа станува збори за храна која што е брзо расиплива и која што не може да чека нели подолго време. Дали тоа некако добро го осмисливте, како ќе функционира тоа, доколку станува збор за храна од ресторан која што најмногу еден ден може така сготвена нели да чека за да биде дистрибуирана до крајниот корисник, како ќе се одвива тоа, што се однесува до превозот и до останатите фактори? Еден од начините е што на самата веб платформа точно поставуваат бизнисите во кој период, кога треба да реагираат граѓанските организации. Всушност тие веднаш добиваат известување од кога бизнисот ќе ја постави храната и веќе ние всушност тоа подигнување на капацитетите, значи ние ги подготвуваме за овие видови на храна да можат веднаш да реагираат, а во одредени случаи по самиот повик по поставување веб платформата веќе има контакт помеѓу речеме ресторанот и граѓанската организација, при што веќе за помалку од саат до саат и пол таа храна се превзема, бидејќи со некои од угостителските објекти договоривме во точни саати секој ден да таа храна доаѓа граѓанска организација, подигнува ја да носи кај
корисниците. Тоа што ни е добра околност е што се користат граѓански организации меѓу себе, сите соработуваат. Тоа што има возило, тоа што има волонтери споделуваат, тоа е новитет во Македонија, таква битна соработка, нели? И дополнително ќе имаме можност понатаму да имаме волонтери со транспорт, односно граѓаните што сакаат да помогнат, да може да се вклучат тие да превземаат храната за да ги зголемиме ресурсите кои им стојат на располагање на граѓанските организации. Така, каква е свеста кај населението за околу фрлањето храна на компаниите, на поединците, како што кажавте, на семејствата, на земјоделците? Дали има некаква промена во однос на претходните години, кога знаеме дека многу малку се зборуваше за оваа тема? Нажалост, кај повозрастните граѓани е тоа останата таа фоскула, нели, храна не се фрла. Нажалост, кај новите генерации тоа исчезнува. Наше искуство со работа во училишта, нажалост, тоа ќе мора да се работи со години. Кога почнавме со оваа кампања, би рекол дека свеста на вистина ниска и кај бизнисите и кај граѓанските организации за потребите. Кај бизнисите едноставно не знаеа до претходно на кого да се обратат, како тоа да го организира, ми представуваше проблем. Вака им е навистина им се одеснува, некој доаѓа ми ја подигнува таа храна и оваа веб платформа, бидејќи одзема помалку од 2-3 минути, представува една наватка која што навистина многу им помага. А од друга страна, граѓанските организации досега мака мача да најдат средства да ги поддржат нивните корисници, бидејќи замислете, тие доаѓаат за тренизи, одат во училиште, значи наоѓаат начин како да излезат од циклусот на сиромаштија, а од друга страна се таму гладни. Значи, гладен човек многу тешко ќе излезе од циклусот, но вака основната потреба кога ќе ја задоволиме, може да ги земат сите тие услуги кои што ги даваат граѓанските организации, така што поподека работиме со сите на подигнување на свеста и јас се надевам дека наредните години ќе бидеме на едно подобро ниво. Се надевам и јас. Меѓутоа, што се случува во моментов? Имате ли никаков список на корисници кои што имаат потреба од помош, односно од дистрибуција на храна, и како знаете точно на кого да ја дистрибуирате храната? Да, значи ние кога тргнавме со овој проект си заставивме цел да бидат тоа 1000 најзагрозени граѓани на територија на град Скопје, да имаат во рок од 6 месеци по 2 оброка на ден. Но како што тргнавме со работа на терен, со граѓански организации, со идентификување на корисниците, мислам тоа навистина беше една ситуација која што ние си рековме ќе најдеме начин било како што повеќе граѓани да ги задоволиме потребите и ова да прерасне на национално ниво. Само во првиот месец ние идентификувавме 13.000 граѓани на територија на град Скопје кои што секојдневно имаат потреба од храна и тоа замислете, ова се граѓани, зборуваме за најзагрозените граѓани. Тоа ни беше еден од најважните критериуми, значи да биде категорија на граѓани кои што навистина има случително големи потешкоти да се обезбедат храна, така што тие беа главните критериуми и работевме силно со граѓанските организации кои што ги имаат сите податоци. Нажалост во Македонија не постои единствен регистар на социјално загрозени семејства кои што би ги имали институциите и граѓанските организации, но граѓанските организации имаат многу подобри списоци за каква е состојбата на терен и ние се водевме по тие списоци, бидејќи списоците кои што се на пример на институциите се многу ограничувачки, тука влегуваат само луѓето што имаат одредени добиваат некои издатоци од државата, но тука влегуваат, но имаме толку многу граѓани кои нешто добиваат издатоци, се уште во уште полоша ситуација. Така што тие граѓани бездомници, деца на улици така натака, сите влегуваат во оваа најзагрозена група на граѓани. Јас се надевам дека навистина ќе стигне храната до сите оние до кои што има најнеопходно. Пред да го започнеме официјалниот дел од разговорот, нели споминавме дека овој проект не само што има еден убав хуман карактер, истиот има и социјален карактер и еколошки карактер, сепак храната нели доколку ја фрламе насекаде загадува, вака не загадува. Имате ли поддршка и од еколошките здржини? Голема поддршка имаме од еколошките организации, бидејќи на страна економскиот и социјалниот момент, еколошкиот е исклучително важен, бидејќи кога одива оваа храна на македонските депонии кои што се во катастрофална состојба, директно влијае на најголем проблем изворен на загадување на почвата, на водата, на воздухот, односно сето тоа што оди таму како загадување ни се враќа назад преку водата и преку храната. Така што ова е всушност една одлична превенција на најголемиот вид на отпад во Македонија, тоа отпадот од храна. Јас се надевам дека Македонија од земја рекордер на фрлање на храна и рекордер на гладни луѓе
ќе бидеме, да кажеме, можеби лидери во регионот. Истото се надевам и јас. И уште едно прашање пред самиот крај. Споминавте дека во моментов сте фокусирани на главниот град, на Скопје, ги детектирате граѓаните во Скопје кои што имаат потреба од помош. Што е со останатите градови, бидејќи нели вашето здружение го има името Ајде Македонија, дали и на територија на цела Македонија ќе се обидете да помогнете? Веќе почнавме да идентификуваме низ Македонија, размислуваме како да се најде одржлив начин ова да се прошири на целата земја. Веднаш дојде поддршка и помош за ова да се развијат различни национални мрежи кои што работат со загрозени жени, работат со бездомници, сам различни групи кои што таргетираат различни групи на граѓани, така што се надеваме наредната година дека ова ќе може да се прошири низ целата земја. Ние веќе утре одиме во Струмица, значи веќе почнуваме регионално да го решаваме ова прашање. И уште околу самиот закон кој што е во моментов, како што кажавте, во процедура, кога очекувате истиот да биде изгласан и дали мислите дека ќе има значително подобрување на ситуацијата од како се тоа ќе биде регуларно и со закон? Владата го стави во својот план да се донесе во април. Април поминува, но до таму каде што сме со процедурата, навистина влева надеж дека до крајот на оваа година ние имаме закон прво во Македонија и меѓу прво регионот во однос на донирање на вишок од храна. Значително ќе ја подобри состојбата, бидејќи моментално имаме состојби кај што се казнуваат бизнисите и граѓанските организации кои што донираат и каде што се наградуваат тие што фрлаат. Па така вие ако фрлате храна, вие се ослободени од сите даноци, но ако донирате храна, ќе платите и данок на ДДВ и данок на добивка, така што ние мора силно ги поддржиме овие бизниси кои што се пионери, кои што и покрај сите трошоци рекоа ние ќе влеземе во ова мора да се смени, имаме општествена одговорност, така што јас силно верувам дека сега како што сме поставени со граѓански организации, бизниси, мислам, силна поддршка од граѓаните, работите ќе дојдат на своето место. Така се надевам и јас исто така дека се ќе тргне на подобро, дека ситуацијата со сиромаштијата во Македонија ќе се подобри и од различни аспекти, меѓутоа и од аспект на она што вие го работите. Уште еднаш ви благодарам за денешниот разговор и за гостувањето во Саботна хроника. Фала ви многу. Во неделната Саботна хроника ја завршуваме со апел. Ако имате повеќе, поделете со тие што немаат. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатен викенд. Довидување.